напаѓачки трон на американската авиација ја одбива командата. За да ги елиминира откриените мети, прво го убива операторот, а откако добива наредба да престане, ја уништува и комуникацијската кула. Управуван од одметната вештачка интелигенција, сака да ги елиминира сите мети и сите што стојат на патот за да ги добие ветените поени. Би му далели на алгоритам дозвола да убива и дали навистина излегува од контрола. Симулацијата со одметнатата програма никогаш не била спроведена, туку е само мисловна анегдота на американскиот командант Такер Хамилтон, но сепак заканата од непријателска вештачка интелигенција не е за поценување. На DEF CON во Лас Вегас, хакерите прилично лесно ги пробија ботовите за да пласираат дезинформации и говор на омраз, па дури и да крадат и откриваат лични податоци како банкарски сметки. OpenAI одвои 20% од компјутерската моќ за да спречи одметнување во следните 4 години. Институтот за иднината на животот побара мораториум на работата на лабораториите за вештачка интелигенција, вклучувајќи ги и владините и воените. Порадикалните експерти порачуваат дека треба да сме спремни и за бомбардирање на центри со податоци и кластери со графички картички. Првата слаба на најасните и непредвидливите етички протоколи се можните предрасуди и слевите точки на програмерите. Втората слабост е степенот на човечност на вештачката интелигенција. Да бидеме јасни, тоа не е алгоритам кој е само свесен, туку дека е програмиран да учи, се развива и носи одлуки како што би постапил човекот. Може би вештачката интелигенција е далеку од тоа сама да се одметне и да го менува својот код, но ранливоста од хакерски напади, пропустите на програмерите и неконтролираниот раст може да бидат катастрофални.